Ќумбев, ФФМ управниот одбор донесе одлука за продолжување на првенството. Веќе се појавија неколку реакции од клубови, дел од нив сакаат да го доиграат, дел од нив не сакаат. Меѓу другото и синдикатот на фудбалери се јави со своја реакција. Кој е вашиот став? Па видите вака, нашиот став е дека мора да почитуваме одлуката на ФФМ и на сите клубови. Состанокот беше одржан во затворен круг, учествуваа само представници од ФФМ и представници од сите прволегуши клубови во Македонија. Ние не бевме повикани тој состанок и како такви мора да почитуваме секоја одлука. Меѓутоа наше мислење е дека ние мислиме во синдикатот дека во Македонија баш и нема услови за одигрување на такво темпо на надпревари. Среда нела и тоа на пеколни горешти на 40 степени Целзиусови преку ден. Може би во некои градови и повеќе се качува преку денот температурата. На сонце збориме затоа што никој од нашите терени нема ни сенка, ни покрив. Одлуката е така како што е. Ние мора да почитуваме, меѓутоа она што ние го правиме моментов е тестирање на сите играчи, на сите стручни штабови, сите управи на клубовите од првата лига. Веќе еден клуб е тестиран, утре имаме закажано 2 теста за други клубови, во петок еден тест, во сабота 2 теста. Така да за неполна цела недела сите клубови ќе бидат тестирани на тестот на COVID-19 и се надевам дека ќе нема позитивни случаи и дека играчите ќе можат со чиста и мирна глава да тренираат и да влезат во тренажен процес. Но не е само резултатот од тестот, споменавте престои летен период кога горештините се неподносливи. Опасност ли тоа исто така поздравите? Опасност е во секој случај, значи ние секојдневно добиваме дописи од ФИФПРО, од нашата матична куќа, за условите во кои ние праќаме информации, меѓутоа така како што е, за жал 30 години во Македонија никој сериозно не вложуваше во тие услови, во таа инфраструктура, во терени, во рефлектори, во собликувални. Сега гледаме дека тоа било повеќе од неопходно и се надам дека луѓето кои што се федерации и овие и некои следни кои ќе доаат дека акцентот ќе остават баш на тоа. Верувајте дека мислам дека најголем проблеми ќе го имаат стручни штабови и тренерите на сите екипи. Вие да спремите тим за некои 15 на 20 на дена кој што не тренирал 2 месеца во група, не го тренира индивидуално, да го спремите да игра утакмици на секои 3 дена на пеколно гореште ќе биде пеколно тешко, знаејќи дека нашите екипи се лимитирани со број на играчи. Во секоја наша прва екипа во зборот за прва лига има некои 5-16 играчи кои што може да играат прва лига и 5-6 младинци кои што ги земаат од младинските екипи тренираат со нив. Може би ова е шанса за тие помлади играчи, да почнат да играат во првата екипа, меѓутоа мислам дека за жал ќе се појавуваат многу повреди и се надам дека ќе мине што по-безболно тоа за играчите. Каква е реакцијата на фудбалерите, дали доаѓаат до вас реакции околу одлука? Реакција има сега, видите, сите фудбалери сакаат да играат, тоа е нормално. И јас сум сакал кога сум бил фудбалер. Меѓутоа, ако ги прашате слушаците кои што работат на таа тема и сите доктори, ќе ви кажат дека тоа е голем напор за играчите. Гледаме ние на телевизија во Англија се игра среда недела, меѓутоа таму имаат фондни играчи од преку 30 играчи во една екипа. Како што кажав, играчите сакаат да играат, да, меѓутоа и они сами се свесни дека ќе бидат во многу тешки услови, затоа што е специфична ситуацијата. Значи мора да се игра тоа првенство во јуни и скоро таму почеток на јули средина на јули ќе заврши. А верувате да некој од тие играчи им завршува договорот со, на пример, да речеме Борец или Вардар или Пелистер, не е битно. Значи тој играч после треба да бара клуб или не да Боже ако се повреди како ќе го најде клубот. Значи тоа е специфична ситуација и имаме неколку случаи така контакти од играчи. Во оваа ситуација никој не е моќен да им помогне. Единствено што може да одбијат да играат, од друга страна ако не играат, па ќе настане други компликации, па ќе речат повредени, па нема да го земат во друг клуб. Така да играчите се во незавидна ситуација. Не велам дека клубовите се во многу незавидна ситуација, финансиски многу тешко поднесуваат ова нормално 3 месеци без никакви приходи. И мислам дека оваа варена ситуација не научи сите на ум и на памет дека мораме да бидеме спремни за секоја ситуација. Ние за жал во Македонија работиме од денеска зутре и ова ни покажа и како држава, и како федерација, и како фудбал, дека не се спремни за варени ситуации. И сосема на крајот, која е вашата порака до играчите, како да се зачуваат себе си во ваква ситуација? Да ги прочитаат и да ги практикуваат препораките од што ги дае ФФМ преку тие се препораки европски, светски, по сите стандарди, додека трае овој пеколен ритм на тренинзи, надпревари, да не се дружат многу, да не влегуваат поголема маса на луѓе, затоа што знаеме дека овој вирус не е така неопасен како што мислиме и опасен, значи имам поделени размислувања да се чуваат затоа што како фудбалери, како играчи се изложени на многу контакти и собликувална преку 20 играчи на терен, ќе мораат да пазат, да се очуваат своето здравје и
во секој случај доколку осеќаат било какви здравствени проблеми да го пријават ке докторот, затоа што имавме предавање пред некоја пола година за менталното здравје кај професионалните спортисти и играчи воопшто. Пред некој ден и сами знаете дека во Србија еден играч се самоуби, познат репрезентативец. Менталното здравје е многу битно кај играчите. Се надам дека ќе најдат начин и сила да го пребродат се ово, да стегнат заби и да бидат мажи, тоа е тоа.